Армијата од денеска се очекува да се вклучи во обезбедување на здравствените институции. Ќе се обезбедуваат клиниките во Скопје, поголемите болници во главниот град, како и болниците во Тетово, Битола, Гостивар, Дебар, Куманово, Штип, Велес и другите здравствени објекти. Целта на ангажирањето на армијата е да се овозможи секоја болница, секоја клиника во Скопје да може да смета дека докторите, медицинските сестри и пациентите се заштитени и дека тоа е работа на полицијата и армијата сега. Разговаравме дека директното обезбедување со редарска служба најверојатно ќе го организираме со еден дел од поранешните професионални војници кои се уште работат во Министерството за одбрана и тие ќе бидат првата линија на поддршка. Тие се разбира нема да бидат ниту униформирани, ниту вооружени, но ќе обезбедат малку повеќе ред и информации за граѓаните. Се согласивме дека одреден број на санитетски возила со возачи од страна на армијата ќе бидат отстапени на некои болници и на клиниките во Скопје. Така што и тоа е второ ниво на поддршка која што ќе го понудиме. Во земјава вкупно се хоспитализирани 1297 пациенти. Во претходното деноноќе во ковид центрите во болниците низ земјава е пријавено дека се лекуваат вкупно 812 пациенти позитивни и суспектни на коронавирусот, а во главниот град 486 лица. Од хоспитализираните голем дел се на кислородна поддршка. Најмногу пациенти во Скопје се лекуваат во градската општа болница 8 септември 108 болни, а на клиниката за инфективни болести лежат 159 пациенти. Корона кризата покрај другите негативности донесе изголем број на случаи на семејно насилство според резултатите од клиниката за психијатрија.